По 7 месеци под клуч, во септември градинките повторно ги отворија вратите. Не идеме повеќе со таа насмевка како што сме оделе порано кога не била пандемијата. Новина е што децата и персоналот мора да следат посебни протоколи за заштита од COVID-19. Но веднаш се појавија проблеми. Коронавирусот се шири во градинките низ земјава. 3 деца и 1 вработен се новите случаи со COVID-19 во скопски градинки. Здравствените власти уверуваат дека состојбата се уште е стабилна. Ако беше епидемиолошката слика како во градинките во државата, ние ќе бевме среќни. Голем дел од родителите се скептици и иако ги запишале во градинка, децата и натаму ги чуваат дома. 10.000 места не се пополнети, само на хартија се запишани децата. Илјадници други молат и чекаат ред за децата да им тргнат во градинка. Треба во нормална држава да има места за сите деца да се запишат во градинка. Како ќе се обезбеди место за сите и можно ли е повторно затворање на градинките ако состојбата со епидемијата продолжи да се влошува? Ајде дечки, стигнавме. Пред да оди на работа, Ирена Кузмановска ги остава двете деца во градинка. Помалото оди прв пат, што во услови на епидемија е дополнителен стрес. Стравот меѓу родителите е нормален. Мислам, ние се грижиме постојано за се и се што особено сега во вакво време на пандемија. Можноста кај секој е различна. Сега баби, дедовци, кој може, кој не може, работните обврски си го прават своето, значи родителите мора да се вратат на работно место. Сепак, за неа отворањето на градинките е и олеснување, бидејќи морала да се врати на работните задачи. Иако има ризици, смета дека тоа е најдобро и за развојот на незините деца, кои ретко се во друштво на врсници. Мислам дека се безбедни, се надевам дека и така ќе остане. Ќе видиме за понатаму. Бројките растат, малку се загрижувачки, но тоа е што е. Но сите немаат можност да најдат место за згрижување на нивните деца, за да продолжат да работат. Една алтернатива е бабите и дедовците да станат негуватели, а паркот градинка. Цело време се збори дека место има во градинките, нема и во нормални услови немаше место, а не па сега со пандемијава. Добивме инфо од директорката дека има деца што се на листа на чекање од бебиња и тргаат во школа и се уште се нема ослободено место за нив. По 15 месеци продолжено породилно отсуство, Ана Вета Лазарова била повикана да се врати на работа, бидејќи со отворањето на градинките се укинаа мерките за ослободување на родителите од работните обврски. Но за незиното дете нема место во градинка, а и таа и незиниот сопруг се вработени. Среќа што имаме баби, дедовци, па тие го чуваат, меѓутоа не е тоа решение. Еве, и мислам, луѓето се стари, не можат и они да се справат со мало дете кое што е 300 на саат. Еве, денеска баш не се добри, детето мораше да остане со нас. Да чуваш дете дома, бебе, практично 15 месеци, и да работат двајцата родители во истиот дом, практично е невозможно. Во општина Ѓорче Петров, каде живее Ана, на хартија на вистина сите места во градинките се зафатени, но на терен реалноста е поинаква. Иако се запишани, голем дел од децата не се појавуваат во градинка. Директорката на градинките во оваа општина, Маја Ристовска, вели дека веќе испишале неколку деца од таа причина, но се уште не се сите на број. Има околу 50 на што не се дојдени, со тоа што најавуваат дека би почнале да не ги испишуваме. Да се надеваме дека ќе дојдат, доколку не дојдат наредната недела, ние повторно ќе ги сконтактираме и доколку не се појават ќе запишеме нови дечиња. Прашувајќи во повеќе општини, дојдовме до заклучок дека и во други општини има многу деца, кои ако се запишани не одат во градинка, а од друга страна илјадници родители чекаат место за да можат да работат. Според податоците од Министерството за труд и социјална политика, пред корона кризата во градинките биле запишани 37.599 деца. Но поради новите протоколи капацитетот се намали, па во моментов има место за 20.781 дете. По список сите места се пополнети, но во пракса во градинка одат околу половина од запишаните, односно 11.726 деца.
додека едни држат место. На листите на чекање се неколку илјади деца, меѓу кои 1585 од така наречени приоритетни групи, чии двајца родители работат или пак живеат со самохран мајка или татко. Министерката Јагода Шахпаска вели дека органот со кој раководи нема ингеренции да контролира дали сите градинки ги испишуваат децата што држат место, а не одат. Тоа, вели, се решава локално. Менаџирањето околу уписот на децата, околу нивното посетување или неодење во градинка, треба да се менаџира на локално ниво, како од страна на директорите на менаџментот во градинките, така и од страна на општините, односно на локалната самоуправа. Ние испративме допис, побаравме и апелираме на одговорност од страна на родителите да излезат во престрет на овие на кои што навистина им е неопходно. Дополнително продолжуваме со изградба на градинки и создавање на нови места за дечиња во градинките. Додека не се изградат градинките со кои се ветува дека ќе се преполови бројот на оние кои се на листа на чекање, Министерството препорача општините да си најдат простор и да го адаптираат за згрижување деца. Но и тоа не е лесно. Ние не располагаме со објекти во собственост на општината кои што би можеле да се преадаптираат. Ние имајќи предвид ситуацијата во која што се најде и самата влада и министерството, бидејќи беа локални избори, парламентарни избори, имаше вакуум во делот на одлучување, заменски министри и така натаму, не можеше храбро да се влезе во делот на документацијска подкрепа на сето тоа. Во понатамошниот период ќе видиме како ќе дојде потреба евентуално да видиме ако не да земеме некои простори под кирија, меѓутоа се треба да биде во согласност со одредени стандарди кои што би требало да се исполнуваат и насоки кои што ќе ни ги даде министерството. Главната причина зошто родители плаќаат градинка, а не ги носат децата, е стравот од COVID-19. Само во општина Ѓорче Петров, минатата недела од COVID-19 се разболеа 5 вработени во градинките. На ниво на државата пак, бројот на позитивни случаи достигна до 18 деца и 55 вработени, а повеќе од 300 деца се во изолација. Сите неопходни мерки од наша страна се преземени во протоколи, во алгоритми се постапува, меѓутоа дали како и секаде се случува, да се надеваме дека во иднина нема да се расшири многу. Ако дојде до такво нешто, тогаш ќе треба да се изолираат сите групи на дечиња, а можеби да дојде до затварање на објекти. Дали ќе дојде до нови рестрикции, пресудни ќе бидат есенско-зимските месеци, кога тешко ќе се разликува што е ковид, а што грип. Според директорот на Центарот за јавно здравје во Скопје, едно е да се следат 50 на нови заразени во еден град, но друго е кога бројките растат. Апсолутната бројка на нови заразени, ако се движи околу 200, онда многу тешко да ги завршите како што треба во еден ден. Некој ќе мора да чека да се истестира, да се анкетира и така натака. Тоа е големо оптеретување на здравствениот систем, не само овде, него во цел свет. Стојанов смета дека градинките во моментов се безбедни, бидејќи вели нема трансмисија на вирусот меѓу вработени и деца, туку има поединечни случаи донесени од надвор. Имавме еден случај, братче и сестриче, во две различни групи, двете позитивни, во групата ни во едната, ни во другата немавме пренос. Но некои родители имаат поинаков став за состојбата во градинките. Ние не сме неработници. Ние сме мајки кои што се грижат за собствените деца. Повикувајќи се на претходните препораки на Комисијата за заразни болести за продолжување на породилното отсуство, минатиот месец родители излегоа на протест на кој побараа да продолжат мерките за ослободување од работа. Сметаат дека градинките, освен што не можат да ги примат сите деца, не можат ниту да гарантираат за нивната безбедност. На истав е и мајката на Ива Цветковска. Секој ден сме во неизвестност дали ќе ни се јават од градинка, дали ќе има покачена температура, дали нас наутро ќе измерат покачена температура. Меѓутоа, повикани сме на работа, мораме да одиме и тоа е тоа. Според неа, во моментов најдобро решение е еден од родителите да остане дома, барем додека не стивне новиот бран на COVID-19. Бидејќи стварно е стравот во секој од нас и постои и е голем, немаме само едно дете, имаме и други деца, еве во случајов јас имам уште 2 деца кои што се ради ситуацијава ги запишав онлайн да учат, а се релативно мали, едното е прво, другото е трето оделение, како родител сум им потребна и на нив. Сепак бројките се страшни, седевме во едно време кога бројките беа каде пониски од ова сега. Доколку состојбата се влоши, здравствените власти најавуваат дека ќе предложат нови рестрикции, меѓу кои и затворање на градинките.
а дали државата може да си го дозволи тоа, ќе оцени главниот кризен штаб. Деца не седат, ако не си у градинка, не седат цело време дома изолирани, тие пак се дружеа. Ученициве исто, младиве исто и така натака. Но од здравствена гледна точка да, али ако не идат деца во градинка, родителите треба да ги чуваат децата, кој ќе работи, како економски ќе се издржи ова. Така да едно решение повлекува друго или едно прашање отвора други две прашања. Сега треба да се најде балансот тука меѓу сите тие. Министерката Шахпаска вели дека при одлучувањето приоритет ќе има јавното здравје, иако требаат нови рестрикции, владата нема да се двоуми да ги донесе. Да следиме будно состојбата. Како ќе се движи епидемиолошката состојба? Ако се влошува, ние во ниту еден момент и по секоја цена нема да ги држиме отворени градинките и дневните центри. Дали градинките ќе го преживеат новиот коронабран, не им значи многу на оние кои ниту досега не успеа да стигнат до упис. Тие ќе се снаоѓаат како и досега, со надеж дека некоја градинка ќе најде место за нивните деца пред да тргнат на училиште.